Зошто Боже, четврти дел. Дали Господ не заборавил? Дали Господ некојаш се случува да не заборави? Поготово кога доживуваме неволи во животот, страдаме, се мачиме, како во онаа песна, како што кажав, барем ми беше за инспирација за насловот од групата Меморија на времето. И вели, зошто Боже си го заборавил ова мало парче небо, кое што те чествува и слави, не казнуваш ли Боже? Ете, тоа е прашањето што некојаш и ние си го поставуваме. Дали, кога страдаме, кога ни е тешко, Господ не заборавил, дали може би тоа е казна од Господ и така натаму, и тука сме често пати брзи да кажеме, овој страда заради тоа што Господ го казнува за некакви си гревови од неговиот живот, но видовме со текот на овие предавања дека не е така. Видовме минатиот пат дека некогаш страдањата Господ ги користи како воспитна мерка во нашиот живот. И вечерва исто така ќе видиме дека страдањата се неопходни, односно заземаат многу голем дел во изградбата на нашиот карактер, на оној благороден, оној чист Христов карактер како што треба да го имаме. Иако и минатиот пат спомнавме самиот Исус во Евреите 12 глава или 5 глава беше, пошто имавме стихови од едната и од другата глава, кај што вели дека Исус се научи да биде послушен преку што? Преку она што го претрпе, преку своите лични страдања, преку она што го претрпе во својот живот, се научи на послушност. Самиот Исус доека бил во тело, како дете, како младенец и подоцна. Така да страдањата имаат и се составен дел во изградбата на нашиот карактер. Изградбата на еден благороден карактер може да го, во некој аспекти да се спореди со изградба на една убава зграда или, да речеме, нека биде тоа храм. И првата неопходност за една таква градба е соодветен или адекватен темел. Знаете, темелот е секојаш многу битен на било која градба. Поминувал некој си човек по улица и забележал дека работниците копаат длабока дупка. И откако запрашал зошто и што се гради овде и зошто се копа таа дупка, му кажале дека ќе се гради некој стамбен објект, и рекол, па зошто толку длабоко копате? Одговорот бил едноставен и гласил, затоа што градбата ќе биде висока, затоа треба и надолу да биде длабоко ископано. Значи, затоа реков соодветен и адекватен темел. Знаете, ако емоциите, самиот ваш живот не бил потресен подлабоко, вие нема да самите тие емоции нема да можат да произведат и соодветна радост. Или да кажеме интензитетот на таа радост нема да биде таков, ако не сте биле длабоко допрени од некоја ситуација во вашиот живот. Значи, како што видовме при самата градба, треба да има соодветен баланс кога во прашање изградба на карактерот помеѓу самата градба и основите, односно темелот. Еден познат професор по музика во Виена еднаш за една своја надарена ученичка рекол, таа ги има сите предности да стане голема пеачка, но и недостига едно нешто. Животот е бил навистина добар и само кога би се случило нешто во животот нејзин да и го скрши срцето, кога би го имала тој момент нешто да и го скрши срцето, да доживее некој разочарување. Тогаш би имало комплетно се, за да навистина стане најдобра пеачка, вели, во Европа, таму, како што кажал овој професор по музика. И во ова има многу вистина. Така и со нас, значи, ние сите го очекуваме оној ден кога Исус ќе ни дојде, кога ќе не земе на облаците и нас и кога ќе
подосна, нели, после тие 1000 години ќе заживееме на оваа обновена планета Земја, кај што ќе има бескрајна радост, нереална радост, нешто што не можеме да си го представиме денес. Со сета таа слава, нели, и тој славен живот што ќе го имаме таму, но нашиот живот овде, доколку е повеќе исполнет со тага и разочарување, толку повеќе тој интензитет на радост ќе биде поголем. Не велам дека нема да се радуваме, сите ќе се радуваме, тој ќе биде наистина општа една радост. Меѓутоа, колку повеќе тука сте доживеале разочарување и страдање, толку повеќе интензитетот на таа радост ќе биде поголем. Се сеќавате на големиот морепловец Магелан. Тој всушност му дал име на еден од всушност најголемиот океан на планетата Земја. Знаете кој е најголемиот океан? Тихиот океан. Или Пацификот. Знаете ли како се случило тоа да му даде ваков назив на овој океан? Патувајќи низ бурните бранови на Атлантскиот океан, таму негде кај Аргентина долу, огнена земја, знаете, таму скроз долу, и успеале да навлезат по тие протоци таму и да дојдат, да навлезат во Тихиот океан. За разлика од Атлантскиот, Тихиот океан бил толку мирен, толку без бранови, значи едноставно заради големиот интензитет на страф и страдање што го доживеале предходно, него му се чинел овој, значи, тотално онака мирен и затоа ги нарекол Тихи океан. Така е познат, нели, меѓу нас, или Пацифик. Веќе видовме минатиот пат дел од животите на едни и од предходните предавања, дел од животите на едни од најголемите библиски херои, личности, кои што изграделе благородни карактери во своите животи токму на тој начин, преку страдањата. Го спомнавме Јосиф, јас само на кратко би се задржал пак во неговиот случај, затоа што во него преку еден ден, всушност во текот на еден ден се случил таков пресврат во неговиот живот, од еден мирен живот, кај што ги имал сите предности, значи, па дури и повеќе од тоа во домот на својот татко, знаете дека бил омилен на својот татко, тој одеднаш се наоѓа како роб во туѓа земја. Сам. Но се потпрел на Бога целосно, имајќи доверба во Него, и сето тоа му помогнало да изгради таков силен карактер како што го гледаме во Јосиф. Јосиф е навистина еден од, можеби, најсилните карактери и личности во Библијата, покрај Даниел, да кажеме, Моисе исто така. И да видиме во Патриарси и пророци што запишал Елен Вајт околу ова негово искуство, ова драматична промена. И навистина ова е исто феномен, ја би кажал, затоа што, знаете, оние деца кои што се разгалени, да не кажам така, во семејствата, многу тешко потоа се снаоѓаат во неволи, можат лесно да паднат, да бидат срушени буквално со духот. Но кај Јосиф не се случило тоа. Вели, навикнат на нежното внимание и грижа од својот татко, сега се чувствувал неподготвен за тешкотиите што го очекувале во горчливиот и незгрижен живот на роб во туѓина. Неподготвен. Јас се сеќавам, додека бев во Шведски, разговараме со Урсула, беше, за жал, значи тоа е сега предходната сопруга на Даниел Гарсија, првата, и раскажувам така нешто на муабет бевме, значи не само јас и некои од другите студенти, и раскажувам какво беше времето во таму некаде крајот на 80-тите години, кога, знаете, се чекаше ред за црн леп пред продавниците во Македонија, ако сте имале прилика некој од вас такво нешто да искуси, не знам. Не знам како било во Скопје, меѓутоа таму во по-рурални предели, како е, да речеме, Свети Николе. Јас имав прилика како млад, поготово во очи на викендот, значи петокот вечерта, односно рано сабајле, тоа му доаѓа сабота, во 1-2 часот, значи 1-2 часот рано сабајле,
излегувавме со татко ми да чекаме да фатиме ред, да чекаме ред да бидеме меѓу попрвите до продавницата, за утре савале во 5, во 6, кој ќе отвори продавницата да начекаме црнлеп, за да земеме, пошто по човек тогаш даваа 3 леба, така беше. Нам, како четворочлено семејство, не ни стигаа тие 3 леба за викендот, и затоа морав и јас да отидам, некојаш брат ми одеше, и да добиеме така 6 леба. И јас тоа го кажувам на неа, и она вака ме гледа и се чуди, вика, ау, па вие сте многу поспремни, вика, за неволите од нас, вика. Ние ништо не сме доживеале, инаку да ви кажам, она е швајцарка, значи по потекло од Швајцарија. Така да, тоа се ви кажува. И така е, навистина, еве, Јосиф, безгрижно живеајќи покрај својот татко, со сето внимание, сега одеднаш се наоѓа во туѓина и не бил подготвен за таквите тешкоти. И тогаш вели, мислите му се упателе кон Бога на неговите татковци. Јосиф верувал дека истиот Бог кој бил Бог на неговите татковци ќе биде и негов Бог. Тогаш со сето срце му се предал на Господа и се молел чуварот Израелов да биде и со него во земјата на неговото изгнанство. Душата му затрперила од длабока возбуда кога решил верно да му се предаде на Бога и во сите околности да постапи онака како што му прилега на приврзаникот на небесниот цар. Решил да му служи на Господа со сето свое срце, пред своите животни искушенија да истапи храбро, во духовна сила и морална постојаност и секоја должност да изврши верно. И ова е клучното, се вели, искуството на само еден ден представувало преломна точка во Јосифовиот живот. Неговата страшна несреќа од разгалено дете создала промислен, храбар и самостоен човек. Како што кажав, за очекување можда било да се случи крах тотален во неговиот живот, да се изгуби едноставно, не може да се снајде во новата ситуација, меѓутоа тој се повикал на Бога, се фатил за Бога, за неговите, за ветувањата, и токму тој еден ден бил преломен момент, точка во неговиот живот, да од едно разгалено дете создаде промислен, храбар и самостоен човек. Иде како делуваат, значи, тие такви некои ситуации во животот, мачни, кога ќе пострадате едноставно, неочекувано многу пати. Еден од тие фундаментални квалитети на еден благороден карактер е токму трпението. Знаете, самите страдања создаваат трпение, да не зборам напразно, Римјаните 5.3 го вели тоа, и не само овој стих. Римјаните 5.3 вели, но не само тоа, туку се фалиме и во неволите, знаејќи дека неволјата раѓа трпение. Знаете колку е битно трпението? Која е одликата на 144.000, односно на остатокот? Како вели Откровение 14.12. Тука е трпението на светиите. Или Јаков, 1 глава 2 до 4 познати стихови, мислам дека веќе ги цитиравме порано. Сметајте ја за чиста радост, браќе мои, кои ќе паднете во разни искушенија. Знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение. А трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни без никаков недостаток. Видите, тоа усовршување како доаѓа. Искушенијата, страдањата раѓаат, создаваат трпение, а трпението потоа ве прави едноставно совршени. Со текот на времето, нормално, растејки во благодата Господова. Еве, земете го Мојсе, кој станува збор за трпението, за кротоста. Знаеме каков бил, или убил човек, египтјанец на почетокот, мислејќи дека ете сега ќе Господ ќе му помогне, ќе дигне револуција и така натаму и така ќе го слободи народот. Меѓутоа подосна, значи му требало тренинг од 40 години како овчар, да се научи на трпеливост и да чека на Господа, да едноставно дозволи да Господ го води, за подосна да Господ се послужи преку него и го изведе Божиот народ од Египет. Токму тие луѓе кои што многу пострадале во животот, тие се и најмирни, најтрпеливи, не е секојаш така. Зависи како човек гледа на страдањата и што гледа во нив, како ги сваќа.
А спротивно, како што кажав, на ваквите луѓе се луѓе кои што имале лагоден живот, тие многу тешко се соочуваат со проблеми. Дури и најмал проблем во животот може да едноставно да го изгубат тлото пред нозе, под нозе. Веќе видовме и знаеме дека Господ дозволува тешкоти во нашите животи за да го развиеме тој благороден карактер. Составен дел на изградбата на нашиот карактер се тешкотиите. Видите што за самиот Христос е напишено во Исаија 53:11. Знаеме она цела пророчка глава за Месијата. Исаија 53:11. Вели, заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. За да се наситите во светлината, во убавината на светлината, што треба? Да пострадате. Самиот Исус вели, заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити. Че без тие страдања не е можно да се наситите од светлината и убавината на животот кој што Господ го спрема за нас и кој што е лишен од било какви страдања и маки. Видите каков ефект имаат страдањата и зошто Господ ги дозволува и зошто не се излишни, туку и како потребни. Сега, Господ не може никогаш да се задоволи со ништо помалку од совршенство, го знаеме тоа. Затоа и низ тие страдања, низ тој процес на преобразба в сушност на нашиот карактер нечисти преку неволите. Римејаните 8:29. Зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син. Значи, Господ има цел да не преобрази и да наликуваме на Исуса Христа, да го имаме всушност неговиот карактер. Не заджавен или вели Откровение 14 глава дека тој остаток, оние кои што живи ќе го дочекаат Христа, ќе бидат спасени, ќе го имаат името Божие на своите чела. Фигуративно секако. Тој процес на преобразба е всушност долг процес и тежок. И мора да постои соработка всушност со Бога во тоа наше чистење меѓу Бога и индивидуата. Исто ви е тоа како, да речеме, ако не дај Боже, човек ќе закачи некое малигно заболување и најчесто решението е нож. Да се отсече и да се отргне од телото. Но за да успее таа операција не зависи само од се зависи од хирургот, меѓутоа и зависи од таа соработка на пациентот и довербата што може да има пациентот во хирургот. Така и ние треба да имаме целосна доверба во нашиот лекар, во нашиот Господ, целосно да му се препуштиме во неговите раци и да веруваме во неговата вештина и умешност. 1 Петрово 4 глава 1 и 2. 1 Петрово 4, 1 и 2. И така, бидејќи Христос пострада во телото за нас, вооружете се и вие со истата мисла, зашто кој пострадал во тело, прекинал од гревот. Та останатото време на животот во телото да не го поминете според човечките страсти, туку според Божјата волја. Божја цел е да не очисти, кога збориме за чистење, е да имаме кристално чисти, да нема грев, да не се најде грев во нашите животи. Зборувавме цела една серија, имавме за тоа дека е можно ли или не е можно да се очистиме и да живееме живот без грев. Секој дека е можно. Меѓутоа гледате дека во тој процес токму помагаат страдањата. Христос пострада во телото за нас, а ние треба да имаме таа иста мисла, зашто кој пострадал во тело, прекинал од гревот. Едноставно е невозможно да не страдате затоа што ја носите таа грешна човечка природа која што треба да умре, треба да биде распната. Треба да се очистите, да се отргнете од гревот. Не е возможно телото, вие самите да не страдате во целиот тој процес на чистење и усовршување.
Значи, процес кој што е мощно болен, токму заради таа наша грешна природа, кој што се опира на сите тие промени, на сите тие влијанија, делување на Духот Свети. Токму имајќи во ова во предвид, христијанинот не треба да гледа на страдање како на нешто лошо, туку токму како можност за раст во благодатта, кон оној конечен успех, кон конечната победа. И со ова секако не сакаме да кажем и не сакам да кажам дека тоа ново раѓање мора да биде пропратено само со болка и страдање, туку едноставно тие се составен дел, меѓу другото се составен дел, токму заради таа грешна наша природа и потребата што таа мора да умре, да биде распната. Сега читаме во 2 Петрово 1 глава 3 и 4 стих. Бидејќи вели неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност, ништо не ни фали, значи се ни е дадено за еден побожен живот, преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел. Со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувања, да преку нив да станете учесници во Божјата природа, откако и избегавте на ресипаноста која е во светот преку сладострастието кое владее во светот. За да избегнеме на расипаноста, за да не бидеме дел од тоа, ние мораме да се научиме самите себе си како тоа да го направиме. Значи, мораме да го превоспитаме нашето тело, односно самите нас. Нормално телото само по себе не прави ништо ако не добие наредба. Затоа е потребно наново раѓање и промена на умот, како што вели Павле во Римјаните. И смрт на грешната природа. А смртта е страшно болен процес. Поготово кога, како што вели Павле, таа смрт треба да се случи со распнување. Со Христа сум распнат на крстот, јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Да бидеш распнат, значи да бидеш подложен на насилна, брутална смрт. И ова не е опција, туку ова мора да се случи. Претходните предавања, исто претходната серија, зборувавме за тоа дека мора да умреме за самите себе си, ако сакаме да се надеваме на спасение, а тоа секој во тој процес потребна наша соработка со Бога. Бог го прави тоа чистење, меѓутоа ние мора да соработуваме. Без наша соработка. Без да кажеме да, Господ нема ништо да направи. Денеска зборувавме за таа слободна волја. Господ ни дал слободна волја и Господ очекува ние од љубов да му служиме, а љубовта е можна само кога имате слободна волја. Како што денеска кажав, може не се докажав, меѓутоа сега ми доаѓа пак мислата. Оно што новиот светски поредок го спрема, видите, оно што го читаме ваму таму, се всушност обиди да, затоа што и тие самите имаат проблем со слободната волја на луѓето. Знаете, не име толку лесно да не спрегнат сега и да не стават во еден правец нивни какви што тие сакаат. Затоа имаат и тие проблем со слободната волја на човекот, па затоа се обидуваат на некои модерни начини преку технологија и ваму таму да ни ја одземат слободната волја и да не направат машини или роботи. И тоа Господ нема да го дозволи. Зашто ако Господ такво нешто дозволи, тој ќе има илјадници милиони луѓе кои што ќе немаат одговорност пред Бога за своите одлуки, ќе речат: Господе, пошо, немам слободна волја, ми одземаа слободната волја. Не. Јас лично верувам дека тоа такво нешто нема да се случи. Че дали преку вакцини, дали на било кој начин, меѓутоа такво нешто Господ нема да дозволи. Прво Петрово 5:10, а Бог на секоја благодат, кој ве повикал во Христа Исуса за својата вечна слава, по вашето кратко страдање, сам ќе ве усоврши, зацврсти, зајакне и ќе ве направи непоколебливи. Тоа е нешто што му се потребни на Бога такви луѓе, непоколебливи. Знаете, што вели во воспитување, која страна беше таму, 85-95, не е факте за збор, оној одличен цитат. На Господа, какви луѓе му требаат? Луѓе кои што нема да се продадат, ниту да се купат. Цврсти, непоколебливи луѓе.
кои што ќе се држат на страната на вистината, вели, па макар и небесата да се срушат, не знам што да се случи, секојаш ќе бидат на страната на вистината. И како доаѓа до производ на таков еден човек, до таков еден карактер? Преку делувањето на благодатта во нашиот живот, преку кратко страдање, не за џабе Петар вели дека е кратко страдање, затоа што ако земете временски да го ставите нашиот беден живот од 50, 70, 80 години, во споредба со она што иде, е стварно наистина незанемарливо. Сам ќе ви усоврши на таков начин, зацврсти, зајакни и ќе ви направи непоколебливи. Наше е да имаме целосна доверба во Бога во текот на целиот тој процес. Ние имаме неговата заштита и мора да веруваме во тоа. Се сеќавате во случајот со Јов, иако Јов е посебен пример, случај всушност, знаете, производ на што биле неговите страдања, на таа голема борба. Мораме да бидеме свесни дека ние сме во таа голема борба, не можеме да бидеме само неми посматрачи, дека дел од страдањата или некои ситуации што ќе ни се случат во животот се како резултат на таа голема борба меѓу доброто и злото. Да, точно, не бил свесен воопшто што се случува. Еден од приговорите на сатаната кој бил? Господе, ти го огради, ти го штитиш и затоа Јов 1.10 се посетиме, зар не ги загради него, неговиот дом и сиот негов имот? Значи, сатаната тука сведочи дека Божиот народ, оној што искрено го следи Бога, има заштита од Бога. И тоа е така, тоа го веруваме, го знаеме. Вели го благослови делото на неговите раце, имотот му се умножи на земјата и така натаму, така натаму. Тоа е само заради твојата заштита. Тргни се ти, тргни ја таа заштита, па да видиме. И Господ ја трга заштитата. Знаеме што се случува. Од текот на едно денонокие, може би пократко, не знаеме точно. Неволја преку неволја. Се што имал изгубил. Дори и неговите пријатели под наводници, кои што доаѓаат да го, кога ги утешат, го наговориле да го проколне Бога. Неговата жена исто така, која што останала единствено жива од семејството негово. И покрај сето тоа, вели во 22 стих од првата глава, Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. Каква вера, неверојатно ќе кажеме. Јов 13.15 вели, тој може да ме убие дори. Јов вели, немам друга надеж туку да ги оправдам своите патишта пред него, односно во англискиот превод вели, тој може да ме убие, а јас пак ќе верувам во него. Не му било едноставно, нели, имал еден куп прашања, и тоа не попуштил, имал цврста вера сепак. Јов 23.10 вели, па сепак тој добро го знае патот по кој чекорам. Нека ме испита, ќе излезам чист како злато. На Јов му било јасно дека тоа е заради негово добро, за чистење негово. И сите страдања низ кои што поминал всушност го доближиле до Бога. Како што спомнав и сестра Елен Вајт од незиното искуство, кога и било најтешко во животот, самата сведочи била најблиску до Бога. Токму тогаш, во незините страдања, а не поминала кој знае каков живот, знаете, и здравствени, од здравствени причини и од други причини, била и прогонета и така натаму. Во Јов 42 глава, што читаме 5 и 6 стих, последната глава. Еве што научил Јов и како послужиле страдањата во неговиот живот да се доближи до Бога и да уште повеќе го запозна и разбере Бога. Вели, досега те познав само послушање. Па и ние, може би, повеќето, верувам дека имаме малку подлабоко искуство и дека лично го познаваме Господа. Но вели, досега те познав само послушање, но сега моите очи те видоа. Сега ми е се јасно, со други зборови. Под наводници пак се. Затоа се гнасам од сите своји зборови и се кајам во прав и пепел. Дури сега сваќам колку сум јас ништожен, каков сум бил и зошто било потребно сето тоа. Меѓу другото, иако знаеме која била главната причина, но во контекстот на ова што го зборуваме, сакам да кажам дека еве дури и Јов сватил дека страдањата се битни за чистење на нашиот карактер и доближување до Бога и растење. И на крајот добил двоен благослов. 42 глава 16-17 стих.
После тоа Јов доживеа 140 години и ги виде своите деца, и не само своите деца, пак колку таму, 10 деца беа, да. Со оние 10, кои што ќе воскреснат, повторно двојно, 20. И не само децата, туку и децата на своите деца до 4-тото поколение. И потоа Јов умре стар и сит од животот. За да се наситите во еден вистински исполнет живот со цел и со значење, еве, често пати Господ дозволува да поминете низ неволи, и ќе завршам со цитат од патриарси и пророци во врска со Јов и воопшто за Божиот народ, за Божите деца. Вели, Бог своите деца ги води по пат кој ним не им е познат. Како велиме оној цитат, кога ние би го знаеле крајот од почетокот, значи кога би го знаеле целиот тој пат по кој што Господ не води, не би се противили и би рекле, Господе, води не така. Тој е најдобриот пат. Но, значи, Бог своите деца ги води по пат кој не им е познат, но тој никогаш не ги заборава, ниту ги отфрла оние кои што се надеваат во него. Без оглед ни што поминувате. Тој дозволил Јова да го снајдат маки и неволи, но не го заборавил ниту него. Дозволил саканиот Јован да биде протеран во самотија на пустиот остров Патмос. Спомнавме и него минатиот пат. Но токму таму се сретнал со Божиот син и од него го добил откровението исполнето со сцени на бесмртна слава. И не само тоа, туку и со зборови полни со надеж за сите идни генерации за нас денес. Како се ќе се заврши и како Господ има контрола над се. И дозволува со причина се што се случува. Бог дозволува неговиот народ да биде обсипуван со искушенија, за со истреност во верата и со послушност духовно да се збогати и со својот пример да може да стане извор на сила и за други. Значи, ние да бидеме пример за други, помлади од нас, понеискусни, да тие во нас видат пример како ни сето тоа може да се преброди во заедница со Бога. И сега се цитира Еремија 29:11, зашто ги знам мислите што ги мислам за вас, вели Господ, а какви мисли има Господ за нас? Замисли за добро, а не за зло. Токму оние искушенија, кои нашата вера ја ставаат на најтешка проверка и предизвикуваат впечаток како Бог да не напуштил, треба најмногу да не приближат до Христа, за да можеме сите наши товари да ги положиме пред Неговите нозе и да приеме спокојство што ќе ни го даде Тој во замена за сето тоа. Кои искушенија, кои тешкоти, оние најтешките, најтешката проверка што имаме во животот, тие таквите треба да предизвикаат печаток, се извинувам, кај беше тоа. Треба најмногу да не приближат до Христа, до Бога, за да можеме сите наши товари да ги положиме пред Неговите нозе, а не да не оддалечат или да кажеме, Господ не напушти, Господ веќе нема никаква врска со нас, не заинтересиран за нашите животи и така натаму. Не. Тоа треба да го имаме во нашиот ум. Ако така ги сватиме страдањата, маките, тогаш многу поинаку ќе напредуваме и ќе растеме. Нека му е слава на Бога за сето Негово водство, за сето оно што го дозволува и допушта во нашите животи. Амин. Боже и Господе, Ти благодариме за се што дозволуваш да се случува во нашите животи, затоа што Ти секојаш имаш мисли за добро на секој Твое чедо, а не за зло. И навистина, кога би го знаеле крајот од почетокот, не би се опирале, би дозволиле да целосно Ти се предадеме и да умреме за таа наша стара грешна природа, која што највеќе прави проблеми во нашите животи, и би дозволиле како глината во раците на грнчарот да обликуваш од нас садови достојни за сета почест и за слава
за прослава на Твоето име, на Твоето дело. Потребен Ти е народ, потребни Ти си луѓе, Господи, непоколебливи и цврсти во својата вера. И верувам дека има такви, но и сите оние страдања и маки кои што надоаѓаат или се дел веќе од некој од нашите животи, ќе произведат и трпение и непоколебливост и цврстина во нашите животи. На некои посебно, Господи, си им потребен затоа што се слаби, а и ние самите сме им потребни затоа што си рекол дека ние појаките треба да ги носиме по слабите. Затоа што не знаеме кој ништо поминува во својот живот и затоа треба да бидеме блиски, треба да бидеме со разбирање, треба да бидеме полни со трпение и нежност кон сите браќи и сестри, кон ближните наши, во семејствата и пошироко, затоа што навистина има луѓе кои што страдаат, а можеби тоа не се забележува. Во поглед на тоа сакам да се помолам и да се помолиме сите заедно вечерва и за Никола, за млад живот, за младич кој што е на операција и те молиме да ги водиш рацете на докторите, на хирурзите и да излезе секако што треба во најдобар ред. Те молам, Господи, за мнозина кои што ги зафати овој нов бран на веројатно некој грип, што и да е, не е битно, има некои потешки случаи. Пред се те молам за братот Блажо од Велес, Тони. Тоа е на кислородна поддршка според последното што го знам. И затоа, Господи, те молиме да го избавиш, да го исцелиш и да биде како и порано, онака весел, едноставен и многу лесен за дружба и да човек кој што може да ти го развесели срцето и да ти го направи денот и покрај проблемот што го има во својот живот. Навистина посебна личност и затоа те молам и за него и за сите оние кои што страдаат, кои што се болни, немокни. Тука ги спомнуваме и Стевка, Катица, Андреј, мнозина други, ако заборавам. Господи, води ги нивните животи, охрабри ги, уцврсти ги преку овие предавања, овие сознанија што ги имаме преку Твоето Слово, дека страдањата не за џабе ги допушташ Ти во нашите животи. Сето тоа е за наша изградба и наше усовршување. Води ни во оваа нова седмица, пред нови искушенија и предизвици, но со Твое водство секојаш е лесно. За се Ти благодариме во Христово име. Амин.